Можеме? Почитувани колеги, добро вечер за сите 1, 2, 3 пратеници Социјалдемократскиот сојуз кои што се вечера останати тука. Добро вечер и голем поздрав до единствениот пратеник од Демократската унија за интеграција. Бидејќи додека опозицијата зборува, тие си прават смени за тоа колку од нив ќе седат тука и да не слушаат. Добро вечер и до председателот на собранието. Се уште е добро вечер, не е 0-0. Ама ние сме спремни и до утро да работиме, бидејќи за разлика од зимските периоди, кога ни беше исклучено парното, фала му на Бога, дојде лето и можеме да зборуваме, да се докажуваме и да алармираме јавноста за сите ваши погрешни политики, погрешни односи, прекумерни суети и се она кое што го приредувате на македонската политичка јавност. Почитувани граѓани, денес продолжува активната блокада од страна на опозицијата и тука сакам да изразам голема благодарност до председателот на собранието, господинот Джафери, кој што денес 3,5 часа помогна да оваа блокада трае. И наистина благодарам до председателот на собранието. Денес имаме на дневен ред одлука на владата, која што е за испраќање на војници во мировната мисија Алтеа во Босна и Херцеговина. Се вери дека истата е утврдена на седницата одржана на 10 мај 2022 година и му се предложува ново собрание таа одлука да ја донесе. Јас сум сигурен дека собранието таа одлука ќе ја донесе, затоа што, почитувана јавност, за разлика од мене лично, кој што верува во вредностите на западниот свет и кој што смета дека НАТО е алијансата во која што Македонија многу порано требаше да биде вклучена и тоа го мисли, најголем дел од политичките стожери во владата, НАТО и Запад, не го зборуваат затоа што го мислат, туку затоа што претпоставуваат дека со тоа ќе добијат ден повеќе во фотељите на Илинденска број 2 и тоа ја прави суштинската разлика помеѓу нас и вас. Не можам да сватам и можеби требаше нашата поранешна колешка, а сегашен министер, да ни објасни подобро зошто во декември носевме одлука за во јануари, а сега на седница на влада се носи одлука да таа мисија се пролонгира. Сметам дека како собрание, а пред се како јавност, имаме право да знаеме што во меѓувреме се случило, дали има проблеми кои што имаат објективен карактер или има проблеми кои што имаат субјективен карактер, но толку повеќе што периодот декември министер во владата за одбрана беше господјата Шекеринска, која што во јавноста не е позната по искрениот однос и за жал јавноста ќе ја памети незе како сама на себе се издавала станови и во Скопје и во Охрид. Односно, господјата Шекеринска еден стан сама на себе си го издавала за 5500 евра месечно. Во Скопје еден стан 5500 евра месечно, и тоа не сега, и тоа не е екстра луксузен, туку стан кој што е плаќан од друга компанија,
Односно, истата за нецели 5 години инкасирала 338.000 евра од издавање на станови во Скопје и во Охрид. Ако оној во Скопје чинел 5500 евра месечно, за издавање на стан од 50 квадрати во Охрид, кој што е викенд стан, чинел 500 евра месечно. И такви министри ни ја водеа државата, такви заменици на председатели имаше Социјалдемократскиот сојуз, такви луѓе се колнат во НАТО и практично една од луѓето кои што ја одбележаа оваа независност 30 години во државата, и она е причината зашто Република Македонија е таму каде што е. И од тука не случајно го поставувам прашањето зошто во декември имало нешто во собрание за испраќање војници, ние сме ги испратиле, сега повторно доаѓа истото, повторно ќе ви дадеме позитивно мислење, бидејќи оваа опозиција е одговорна и бидејќи за разлика од абдицираниот премиер, од Шекеринска, од Оливер Спасовски, ние на вистина веруваме во она кое што го говориме и не го говориме тоа за било какви политички кредити. Затоа ве молам да излезете и добро да ни објасните, бидејќи мене, како пратеник, не ми е јасно. Затоа што вели дека, цитирам, врз основа на член 91, алинеја 2, од Уставот на Република Македонија, член 184 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија и член 41а став 1 од Законот за одбрана, владата ви поднесува предлог одлука за изменување на одлуката за испраќање на припадници на армијата на Република Македонија за учество во меѓународната операција на Европската унија Алтеа во Босна и Херцеговина, што ја утврди на седницата држана тогаш и тогаш. За представниците избрана вие, заменикот министер, и вели дека оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во службен весник. Така што, господјо Петровска, имајќи го предвид фактот дека пред вас сме имале министер кој што тотално немал никаков легитимитет и кредибилитет да биде избрано и именувано лице, а уште помалку и да биде заменик председател на владата, мене ме интересира што во меѓувреме се случило и дозволете му на ова собрание да ви постави прашања цивилизирани, на кои што предпоставувам дека чувствувате одговорност да ни објасните, за да знаеме што се случува. Бидејќи, пак ќе кажам, за разлика од мнозинството во вашата влада, од оние големи и крупни политички фигури кои што 2014-15 година бараа власт помеѓу граѓаните, само декларативно се залагате за европски вредности, декларативно се залагате за НАТО, а де факто се краде секаде од каде што може да се украде, од собствена фирма, се префрлаат пари на вашиот претходник, односно тоа би е, вака народски кажано, дете од мајка се продава за финансиска сума. Јас би сакал да верувам во вашите искрени намери, но истовремено би сакал да верувам дека ќе излезете, ќе ни објасните во што е проблемот, каде е настанат проблемот, зошто се касни, зошто како НАТО држава не сме истакната членка, туку поради технички или било какви причини не сме отишле онаму каде што собранието одлучило дека треба да отиде армијата, и дали вашиот преходник тука има направено сериозни малверзации како што е